Орханови се преселија во нова куќа. Орханови се преселија во нова 4-катна куќа, но при селењето Орхан никако не сакаше да излезе од својата стара куќа. Тој велеше: "Вие одете, јас тука ќе останам." Орхан не можеше така лесно да се раздели од своите другарчиња, зашто сите мали и големи, радосни и нерадосни случки го врзуваа се за оваа улица. Овдека првпат играше топка, леташе летала, овдека еднаш тој беше ја скршил и главата, што ќе прави онака сам во неговото мало. Мајка му, не можејќи повеќе да го разубеди, реши да се послужи со мала Итрина. Таа му рече: "Сине, одиме на гости, верувај ми, пак ќе се вратиме." Првиот ден од преселувањето, Орхан воопшто не сакаше да излегува од дома. Децата што се играа во дворот ги гледаше од прозорецот. На мајка си рече: "Воопшто не се добри овие дечиња." Првата вечер во новиот дом Орхан ја мина ношне немирно, речи си без сон. "Мамо, мамо," почна тој, "ајде да одиме во нашата стара куќа, сакам да се играм со своите другарчиња." Мајка му рече: "Ти оди долу и чекај ме во дворот, а јас брзо ќе дојдам, за да одиме заедно." Орхан отиде во дворот. По извесно време околу него се собраа голем број деца и девојчиња. Едното од дечињата му даде да се вози на неговиот велосипед. Другото му даде друга играчка. Трето, Орхан се допладне така многу беше се занесол во играта, што сосем заборави за мајка си. Дури кога огладне, се сети да се качи горе. Мајка му на шега дофрли: "Децата од оваа улица навистина не се добри, но денес некако задоцнивме. Може ли утре да одиме во старата куќа?" Не, одговори Орхан. "Децата и од оваа улица се мошне добри. Те молам да останеме." Така Орханови сега живеат во новата 4-катница.